Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со частот 38 издание, кое што е тематски посветено на еден од најзначајните музички композитори кои што имавме можност да посведочиме за волуменозноста и грандиозноста на нивните дела кои што ги оставија во текот на минатиот век и почетокот на овој, односно станува збор за еден од најзначајните композиторски имиња кои што своите дела ги инкорпорираше во филмската уметност, односно неговиот авторски потпис го стави на мал милион композиции кои што го збогатија филмското платно. Поводот не е убав, меѓутоа смртта е составен дел на животот и мора да продолжиме ние понатаму за да го оставиме во добро сеќавање неговото дело со кое што ја збогати музичката индустрија. Имено во понеделникот почина еден од великаните на филмската музика, композиторот Енио Мориконе, кој компонираше музика за над 500 филмови во неговата продуктивна 50 годишна кариера, соработувајќи со Серджо Леоне, Дарио Ардженто, Марио Бава, Лучио Фулчи, Алберто Ди Мартино, Бернардо Бертолучи, Пьер Паоло Пасолини, Умберто Лензи, Тинто Брас, Дон Сигел, Майк Николс, Брайан Де Палма, Бери Левинсон, Педро Алмодовар, Оливер Стоун, Вилијам Фридкин, Семюел Фулер, Роман Полански, Теренс Јанг, Ричард Флајшер, Уорен Бити, Џон Карпентер, Квентин Тарантино и илјадници други режисери, односно нивните филмови не би звучеле така како што ги имате во ваше сеќавање да не беше маестро Мориконе. Човекот беше убеден дека не може да се спаси лош филм со добра музика, не сакаше да биде поврзан со еден жанр, туку сакаше да менува жанрови за да не ризикува да му здосади работата. Тој живаше во секаков вид на филмови и иако себе си не се сметал за хорор фан, уживал во филмовите на Дарио Ардженто и Џон Карпентер и тоа е повеќе од потребен повод за мене да му посветам конкретно една емисија за големиот маестро, во која што ќе говорам специфично за неговите жанровски остварувања, односно за филмовите во кои што тој со неговата музика е комплементарен дел на сето тоа што го имаат жанровските режисери создадено, односно главниот фокус ќе биде посветен на режисерите од Италија, кои што најмали нозе буквално соработува со нив, за кон крајот на емисијата и да ви говорам за какво е неговото искуство во контекст на како Холивуд го восприема нега и како тој гледа на Холивуд и соработките кои што ги има остварено за американските филмови конкретно од 80-тите, заради тоа што не работи во последните неколку години во поглед на жанровската кинематографија, ако може тука да се иземе прекрасниот последен филм со кој што соработуваше со самиот Квентин Тарантино, кој што по негово инсистирање конечно успеа да го добие на Hateful Eight. Така што текот на ова издание ќе ви говорам за оставнината која што ја има создадено композиторот Енио Мориконе во контекст на жанровските филмови. Заради тоа што Дансе Макабре е емисија во која што се зборува за уметност и тука уметниците се вистински херои, не политичарите. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната уметност до секој слушател и да го подигне жанровскиот филм на нивото на кое што го заслужува да биде восприемен. На почетокот на емисијата ја слушнавме препознатливата изведба на The Ecstasy of Gold од страна на оркестарот на Сан Франциско, кој што е составен дел од S&M, односно дводелниот концерт на Металика. Оваа композиција Металика ја изведува секогаш на матрица пред нивниот настап, така што и јас кога ги гледав имав можност да ја слушнам The Ecstasy of Gold и да се најажам со самиот звук кој произлегува од нивните неразумно силни појачала кои што ги имаат на нивната бина.
а потоа слушнавме насловната тема од The Good, The Bad and The Ugly и потоа следуваше For a Few Dollars More, препознатливата тема. Значи на почетокот слушнавме 3 композиции кои што доаѓаат од вестерн филмовите, кои што исто така се жанровски филмови работени од страна на Серджо Леоне, а во продолжение ќе слушнеме препознатливата Чимаи, која што е составен дел од неколку остварувања. Едното не беше Мадалена, другото е The Professional. Вечерва име закажано полноќен танц со смртта по 438 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио Канал 103, емисијата Дан се макабре, 438 издание, во кое што ќе ви говорам за жанровските остварувања за кои што Енио Мориконе има создавано своја музика. Меѓутоа, пред да преминам на еден мој избор на 20 филмови за кои што сметав дека вреди да се сподели збор 2 за творбата која што има оставено за себе Мориконе, за еден краток вовед да ви дадам за сето тоа што е значајно за него, односно сето тоа што го има создадено и сето тоа што по кое е препознатлив, значи за начинот на кој што сите тие емоционални габарити знае да ги допре со најсимплифицираниот избор на ноти кој што може да се поврзе секој гледач на филмот со неговата композиција, а и при тоа да остане својствен и препознатлив за кој што до ден денес му нема рамен. Од друга страна па сакам да ви ја представам и тој аспект на неговото творештво кој што може би помалку е распространен, односно баш жанровските дела, заради тоа што таму Мориконе ја имал севкупната слобода да експериментира со што точно ќе употреби во музиката и каква ќе биде подлогата, заради тоа што режисерите имале довербата во него, а тој го сакал предизвикот за да се стави пред свршен чин да мора да создаде нешто што ќе биде инкохерентно, што ќе биде кохерентно со самиот филм, меѓутоа да сплоти во една нова димензија со која што ќе се збогати самото дело и синхрониски се разбира во дадени ситуации, освен во одредени сцени каде што луцидноста на ликовите треба да се постигне и тука мора господин Мориконе со одветна синкопа да стави и да направи еден контрапункт. Меѓутоа, конкретно во жанровските дела Мориконе создава едни уникатни фри джез, авангардни модерни композиции кои што се препознатливи за неговото творештво, кои што нема да ги слушнете во делата кои што се на широко распространети, односно неговите фалени славени филмови кои што се за сите филмски сладокусци добре дојдени и најшироко распространети, туку се буквално жанровски бисери кои што љубителите на жанрот ги познаваат, меѓутоа сметам дека треба дополнително да се акцентира заради тоа што оваа темна страна на Мориконе е составен дел од неговата персона, кој што треба се цени и почитува. Мориконе е роден на 10 ноември 1928 година во Рим, во фашистичка Италија и почина во понеделникот од последици на повредите кои што ги имаше при неодамнешниот пад. Како млад тој зема часови за труба и често го заменувал неговиот татко во джез бендот, свирејќи по локалите, за да обезбеди за живот за шесточленото семејство. Негов соученик, уште од школските години, е Серджо Леоне, на кого ќе му создаде незаменлива музика во 6 од 7 негови снимени филмови и на голем дел од филмовите во кои што има учествувано како продуцент. Се запишува на конзерваториум, кај што стекнува диплома за труба и продолжува да истражува класичната композиција и аранжман. Во 50-тите години започнува да компонира за радио, телевизија и за најразновидни популарни пеачи. Во 60-тите се препушта на создавање на музика за филм и ако уште во
50-тите има започнато да работи аранжмани како ghostwriter, без негов подпис. Станува дел од колективот Групо di Improvisazione di Nuova Consonanza, односно GINS, што е група на композитори кои што изведуваат и снимаат авангардни слободни импровизации. Тоа што групацијата се базира во Рим и представува еден авангарден ансамбл, бил посветен конкретно на создавањето на импровизацијата на новите музички методи, што е своевидно инспиративен за Џон Зорн и пред се најдобри се забележливи потфатите на оваа групација и нивниот манифест на создавање и експериментирање на музиката токму во еден жанровски филм како што е Cold Eyes of Fear, например, од 1971, каде што буквално ги поместуваат сите граници за кои што ги потенцирам во поглед на слободоумното експериментирање на класичната музика. Со Серджо Леоне ја снима трилогијата за доларите, значи A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More и The Good, The Bad and The Ugly, значи 64-та до 66-та, а потоа работи на следната трилогија составена од Once Upon a Time in the West, Duck и Once Upon a Time in America. Сопраното на Еда Делорсо максимално било искористено и за вестерните, и за останатите жанровски филмови, баш поради низината раскошна моќност на гласот, но и од друга страна и тој глас помогнал за создавањето на очудувањето во композициите пред се и тие халуцинаторни призори за кои што се повеќе од потребни за да се стават во склоп со прогонувањето кое што го има во филмовите. Мориконе компонира музика за хорор филмови, за комедии, за вестерни, за крими трилери, за експлойтейшн, односно и за еротски филмови, за мелодрами, за воени филмови. Буквално нема жанр во кој што нема самиот Мориконе работено. Леоне не е единствениот режисер кој ја имал таа привилегија во голем дел на филмовите од својата филмографија да колаборира со Мориконе. Имено Джузепе Торнаторе е еден од режисерите кои што максимално го искористира носталгичниот и елегичниот призвук кој што е воочлив во Синема Парадизо, а потоа соработува и на десетина други филмови, вклучувајќи ги Малена, The Unknown Woman и The Best Offer, така што Торнаторе го искористил посентименталниот аспект на милозвучната мелодија на Мориконе, која што е составен дел од неговиот опус. Брайан Де Палма, големиот почитувач на музиката на Мориконе, исто така соработувал со него на неколку остварувања. Едно од нив е The Untouchables од 1987, во 2 години подоцна работи со него заедно на Casualties of War и последната соработка, ако не се лажам, беше Mission to Mars од 2000 година. Покрај нив морам да спомнам за соработката на Мориконе во Rampage од 92 со Вилијам Фридкин, во Frantic од 1988 на Роман Полански, соработувал со Марио Бава на Danger Diabolic од 1968, со Умберто Ленси соработува на Almost Human од 74-та. Има неколку соработки со Пиер Паоло Пасолини, конкретно има соработувано и на Теорема, меѓутоа има и една композиција која што ќе ја слушнеме во текот на емисијата, која изведува на Сало, односно 120 дена Содома. Соработува со Бернардо Бертолучи на Новеченто од 1976, со Тинто Брас работи на The Key од 83-та. Прекрасниот Days of Heaven на Теренс Малик е со неговата музика од 1978, со Теренс Јанг работи на Bloodline, со Сэм Фулер работи на White Dog од 82-та, а на Ричард Флајшер работи на неговиот Ред Сонја од 1985-та. Со Бери Левингстон соработува на Багси, со Алмодовар на Tie Me Up, Tie Me Down, а со Роланд Ѓофе ја воспоставува соработката на The Mission. Тарантино уште од Kill Bill, првиот дел ја користи музиката на Мориконе, а потоа сакал да го најми да ја работи музиката на Inglourious Basterds,
Меѓутоа, Торнаторе не го давал, што не го спречило да искористи 8 композиции за потребите на филмот, но конечно оригинална музика компонира преку Анкора Куи на Django Unchained и кога конечно се нафатува да напише комплетен скор за The Hateful Eight, добива Оскар. Замислете што би се случило доколку нивната соработка се воспоставила порано. Неправедно му е украден Оскарот за The Mission и Once Upon a Time in America. Добива еден почесен Оскар за животно дело од 2007 година и во 2016 го зема Оскарот во конкуренција за на единствениот режисер од денешницата која знае неговата музичка вредност, односно Квентин Тарантино, најмувајќи го да го направи аранжманот за The Hateful Eight. Неговиот однос со Холивуд бил доста контрадикторен, затоа што во едно интервју може да забележам дека не се чувствува доволно ценет и платен од страна на продуцентите кои што му ги нуделе проектите кои му биле дадени од страна на Холивуд, односно бил платен колку и најмизерните американски композитори, што создава своевидна верзија кај студијата за него поради изјавите, но и од негова страна има одбивност за Холивуд, па затоа решава да соработува например со Теренс Малик, со Де Палма, со Стоун, со Тарантино, значи со жанровски режисери кои многу добро знаеле дека неговата компонирана музика ќе се синтетизира со фотографијата во една нова, посилна експресија на самото дело. Сега Стенли Кјубрик во 2 наврати се обидел да соработува со Мориконе, еднаш на Clockwork Orange, но љубоморниот Серджо Леоне му одговорил дека тој веќе има дадено ангажман за негов филм да работи Мориконе, што воопшто не било вистина. И вториот пат бил во план да работи на музиката на Бери Линдон, но ништо не испаднало таа соработка и очигледно дека љубомората помеѓу колегите режисери од секогаш постоела и овој себичен чин на Леоне не спречува за да може да слушнеме колку бизарни композиции може би создал самиот Мориконе за Clockwork Orange. Во 80-тите, од 80-тите конкретно до 2000-тите, конкретно до изминатата недела, зачестува неговото диригирање во оркестрите и изведбите на композициите во живо, настапувајќи во најпрестижните концертни сали низ светот, изведувајќи ги неговите креирани дела. Во последната деценија прави музика за ТВ серии, за рекламни видеоспотови, а и повремено работи на одредени филмски остварувања кои што доаѓаат најчесто од Италија, меѓутоа тоа се сепак остварувања од негови пријатели кои што бараат поминимален ангажман за разлика од тоа што го давал период кога и тоа како имал што да каже и да докаже на светот дека во него содржи креативен потенцијал за да создаде нешто уникатно кое што ќе биде понатаму постамент за тоа како се создава мелодија во една композиција и како се аранжира на најдобар можен начин да биде восприемена од самиот слушател и при тоа истата мелодија да остане врежана во неговото сеќавање и секогаш да го потсетува на филмот кој го има погледнато. Така што тука ќе слушаме неколку композиции кои што се најреминесцентни за самиот маестро, односно ќе слушаме дела како што се Investigation of a Citizen Above Suspicion, ќе слушаме Le Marginal и ќе слушаме темата на водопадите, се разбира, од Mission, и ќе се навратиме на The Man with Harmonica. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре, 438 издание, посветено за големиот маестро Енио Мориконе. Односно, во текот на емисијата ќе слушаме музика и ќе поразговарам со вас за значењето на неговите композиции во жанровските остварувања кои што ги има направено. Именно во текот на емисијата јас нема да ви говорам за милозвучноста на Малена,
ниту пак за епската димензија на трилогијата на вестерн филмовите на Леоне, ниту пак за трансценденталната обоа на Мишен, затоа што тоа се само површни обележја на Мориконе, според мене, допадливи на прво слушање на сите тие кои што постираа линк од Greatest Hits на YouTube во понеделникот на вашите Facebook профили. Во текот на оваа емисија ќе ви говорам за неговото жанровско наследство и за иновациите кои ги има оставено зад себе, кои ден денес се применуваат во пракса. Најдобро се забележливи и воочливи конкретно во жанровските дела. Имено, имав 40 преслушано од нив, кои што ги селектирав, од кои што ги преполовив и ќе ви издвојам 20 жанровски филмови на Мориконе, за кои што тој ја создаваше музиката, најчесто джијало остварување, но и со понекое интригантно поджанровско дело кое содржи екзорцизам или па можеби вонземјански фосил на Антарктикот, за тоа ќе треба да останете до крајот на емисијата за да слушнете. Првиот за кој што ќе ви говорам е Nightmare Castle од 1965 година во режија на Марио Чијано, филм за полуден доктор, о кој што глуми Барбара Стил, која секогаш кога е во италијански филм е волна за тортура и повратници од смртта, препознаена по соработките со Марио Бава, и да не го заборавиме Деви Кроненберг. Неговиот шивер, тука слушаме игри во пијано од страна на Мориконе, проследено со оркестрација на жичани инструменти, барокни оргули кои што се евидентни за хамер хорор влијанието кое што го има во врзова дело, издишувањето на хипнотичните женски гласови ги наслушнуваме, тенчењето на нервите на виолините и елементи кои што ќе станат иконични за жанровскиот скор до ден денес, но елегичното и мелодично пијано е забележливо уште од воведната тема и тоа е едно од неговите прекурсори препознатливи пред се елементи на создавањето на делата на Мориконе. Меѓутоа, уште од Nightmare Castle од 65-та може да забележиме елементарен постамент на сето тоа што денес во жанровската кинематографија, барем во композициите кои што се употребуваат, како што се женските гласови, како што се тенчењето на виолините и поигрувањето со нервите на гледачите се искористени максимално во овој филм. Вториот е The Hell Before Death од 1968 година на Алфио Калтабиано. Стана збор за криминалистички филм составен од напната музика за исчекување, која што е препознатлива нели за самите нуар филмови, хермановска оркестрација која што води до крешендо и тие типични нуар детективски дувачки секвенции кои што провеуваат со дополнителни проследени со контрабас кои што се присутни на делото, пресечени меѓутоа со оглед на тоа што земете предвид дека ова е 68 со хипи песнички на акустични гитари со милозвучни хармонии, што е исто така еден интригантен експеримент кој што го применува. Значи, самиот Мориконе не само што става атипични инструменти во класичната музика да ги употребува, како што ја слушнавме хармониката, устната хармоника употребена во композицијата која што Field of the Nephilim ја искористија како вовед во еден од нивните концертни настапи и албуми. Употребува ксилофони, вибрафони, употребува значи звона, комплетно атипични инструменти кои што ја даваат таа авангардна нишка со која што ги пресекува композициите, меѓутоа ги става за акцентирање овие елементи за да потенцира дека одредени аспекти на мистеријата се уште ги нема запознаено самиот гледач, конкретно во жанровските филмови. Меѓутоа, тука крајот на 60-тите и хипи движењето имаат удел во создавањето на музиката и пред се и тоа се рефлектира и во поп-изведувачите на кои што им создава музика и ги применува во одредени остварувања. Третиот филм за кој што ви говорам е Теорема од 1968 година на Пиер Паоло Пасолини. Во овој артхаус филм во кој богато семејство е посетено и напуштено пред се од божествена фигура. Слушаме авангардна класична музика од рангот на Едгар Варезе,
кај што Мориконе си поигрува со перкашн, со прогонувачки женски гласови, со жичани и дувачки инструменти и употреба на ксилофони, како што ви напоменав, а остатокот на самиот скор е составен од поп композиции и по некој ситар провејува на ова дело уште еднаш. Силен удел на Битлси, силен удел на Sgt. Pepper, силен удел на влијанието кое што е имала популарната музика која што е слушал и е создавал. Четвртиот филм е Danger, односно Диаболик, од истата година, во режија на Марио Бава, акционен антихеројски филм за самиот интернационален маскиран крадец кој врши грабежи на секаде низ светот со помош на неговата девојка. Музиката соодветствува на первертирана верзија на Бетмен на Адам Вест и Джеймс Бонд со англиски шлагери и психотропен Beach Boys призвук помеѓу. Ако можам да ги земам, ова се круцијалните елементи кои што можам да ги забележам на овој скор. Има едно одлично соло на клавиатури како бонус материјал на овој албум. Хипи влијанието продира и во ова дело на Мориконе, кој го восприема експлоатациониот филм со отворени раце. Нема да ви говорам многу за еротските филмови за кои ја работи музиката, затоа што таа е делумно милозвучна, еднолична, но е доста игрива и ведра во дадени композиции за кои што ги работи за овие дела означени со X. Во некои од филмовите се повторуваат композициите кои што се употребени од страна на Мориконе во постари остварувања, како што е и случајот со прекрасната верзија на италијанската Глорија, односно рокерската изведба на оваа тема која што во неколку филмови е вметната заради тоа што е неизбежна. Петтиот филм е Dirty Angels од 1969 година на Мауро Северино. Стана збор за трилер за убиство на човек и прогонувач на наследството кое што ќе го добијат по извршувањето на убиството, кој што па ги малтретира наследниците со дополнително со приложување на пораки. Во Dirty Angels тука може да ги слушнеме сите вокални способности на Еда Делорсо, да од една страна да биде хипнотична со незиниот моќен сопран и од друга страна да создаде една елегична нота на самото дело, еден губиток на сето тоа што флешбек на сето тоа што може еден човечки живот да го поседува. Воглавно овој скор е составен од поп шлагери, меѓутоа е интересна употребата на гласот и намената која што на Еда го наоѓа во самата структура на композициите, заради тоа што незиниот глас за Мориконе е само уште еден инструмент плюс за збогатување на овие дела. Шести филм е A Quiet Place in the Country од 1968 година на Елио Петри, филм за сликарот кој подлегнува на животописни кошмари во проколната куќа. Од тенчење на виолините со гудалата сме пречекани на почетокот на овој скор, што говори за загадочната атмосфера на играњето со нервите која ја содржи ова дело, кај што знае Мориконе да го разлече вниманието со истенчениот звук, но и да го засече со нападен наплив на крешендо, што е единствено својство на денешните скорови кои што може да ги слушнете, но тука Мориконе ги вметнува и женските гласови, додава мистична мелодија во позадина, не го остава на мир гледачот пред да го нападне, значи тоа е вештината на вистинските композитори, знаат да си поиграат со емоциите кои што ги произведуваат кај самите гледачи во дадената ситуација, слушатели, така што тоа е неговата експертиза која што е засилена во овој филм, кулминирајќи со една 30-минутна свита на лудничава, какофонична, авангардна, фриджес композиција насловена Un tranquillo posto di campagna. Значи, таа е прекрасно дело кое што нема да имаме време да ја слушнеме во текот на емисијата, за жал. Седмиот филм Investigation of a Citizen Above Suspicion во режија на Елио Петри, со кој што така ќе соработува неколку филмови. Мориконе, филм за полицаец кој ја убива љубовницата и ја тестира полицијата со подметнување на докази и манипулирање на судскиот процес, обидувајќи се да дознае докаде може да се провлече со убиството.
препознатливата воведна тема е питоресна, како што можете да слушнете. Има поигрување со морничава природа на филмот, но и со хумористичните аспекти, при што Мориконе постојано го збогатува самиот скор со перкашн, држејќи се до ноар призвукот, заради тоа што сепак е криминалистички филм, меѓутоа одскокнува со неговиот авангарден пристап. Осмиот филм, The Bird with a Crystal Plumage, 1970, одиме со Дарио Ардженто, неговото филмско деби, за сведокот на неизвршеното убиство, еден протоџијалов филм, хичкоковски пандан според мене, еден од неговите најдобри филмови, кој музички го наслушнуваме со помош на хипнотичното пеење на приспивната ляла композиција, што говори дека подоцна Гоблин максимално ќе го искористат овој аспект на сите џијало филмови кои што ќе работат со Ардженто и ќе стане еден постамент на жанрот, морничавата детска песна засилена со ксилофони, која што ќе ги предизвикува тие uncanny valley аспекти на очудување. Елегичните композиции на акустични гитари следуваат на овој скор со од мелодичната страна, но и Френк Запа какофоничност како нивен антипод, заселени со женски френетични издишувања, а од други теми забележуваме сонливи фјужн секвенци, така што тука Мориконе ги истражува можностите за експериментирање со перкашн, со ксилофони, со звонци, за да постигне неред во нечиј разум, кој би се рефлектирал и од друга страна во хаосот во светот, меѓутоа и ќе го ослика целото безредие во главата на самиот убиец, за да го наслушнеме неговото лудило. Така што ова е една од поуспешните соработки во жанровската кинематографија на Мориконе, заради тоа што и претходно со Ардженто има соработувано, меѓутоа како сценарист, заради тоа што како што со Леони соработувал како музичар самиот Мориконе, така и Ардженто соработувал со него како негов сценарист и има напишан огромен број на сценарија за вестерн филмови, така што тука се запознаваат на дело Мориконе и Ардженто, една плодна соработка која што ќе продолжи на голем број на филмови за кои што ќе ви говорам во текот на емисијата. Деветиот филм е веќе споменатиот Cold Eyes of Fear од 1971, филм кој што ја рефлектира таа слободоумна експресивност и импровизација на Мориконе во режија на Енцо Джи Кастелари, филм за киднапирање на еден пар како облик на одмазда, кај што Мориконе продолжува со неговите авангардни експериментирања, комбинирајќи ги со еден джез состав со засилен со електрична гитара, кој што е близок и од една страна до ноар призвукот, допирајќи и до спориот бибап, но затоа пак знае и да премине во разиграна джез оркестрација. Ова е еден одличен албум кој од мене е топла препорака да го слушнете, баш поради диверзитетот на звук кој што поседува. Десетиот филм за кој што ќе ви говорам од богатата филмографија која што ја има дополнително засилено Ардженто, се извинувам, Мориконе, со неговиот музички подпис е Cat o' Nine Tails на Дарио Ардженто, филм за кој што двајца репортери се обидуваат да дознаат кој ги врши убиствата во една лабораторија каде што се изведуваат експерименти, значи составен дел од таа анималистичка трилогија на Ардженто. Мориконе тука создава еден скор со сериозен емоционален набој, кој што е не вообичаено до тогаш за самиот џијало жанр, пресликан во елегичните мелодии кои ги вметнува во овој поджанр на постоечките поигрувања со джезот, од ноар проминенцијата, авангардниот перкашн кој што го употребува, хипнотичните женски гласови кои што исто така се присутни, што па одговара на кошмарниот делириум кој што го се еманира во самиот филм и се наметнува над ликовите. Паранојата Мориконе ја пресликува во ноти. Тарантино се потруди да вметне дел од овие композиции во саунтракот на Kill Bill, така што може би ќе ви бидат познати од оваа негова интенција.
Тука ќе направиме една кратка музичка пауза за да теоријата ја примениме во пракса, односно во проложение ќе ја слушнеме темата Спетри, потоа ќе следува Vuoi essere felice, потоа следува композицијата Nina Nana in Blue, Corsa sui Tati, Il fantasma di Wanda и Gli occhi Freddy della Paura, шестиот сегмент ќе ослушнеме и ќе завршиме со Son tanto triste, односно композицијата од Сало, односно 120 дена на Содома, која што е во изведба на самиот Мориконе. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре, 438 издание, посветено на господинот Енио Мориконе. Односно, во текот на емисијата ви говорам за мој избор на 20 филмски остварувања за кои што тој има направена музика која што сметам дека треба секој љубител на музиката да ги преслуша. Искрено ќе ми требаат 50 емисии во текот на една целосна сезона на Данс е Макабре за да говорам за неговото значење, односно на цела година, да посветам по една емисија неделно за Мориконе, за да ги поминам сите негови филмови, по 10 во емисија, ако земам по просек, заради тоа што е преобемен неговиот репертуар. Меѓутоа морав да направам некаква селекција која што пред се ќе ги акцентира вечно запоставените и неземени предвид жанровски дела, само баш поради тоа што се жанровски, меѓутоа тука има еден огромен исчекор направено во неговата музичка кариера Мориконе на креативен план, кој што ретко каде може да се забележи. Во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за 10 остварувања, во кои што првото е Lizard in a Woman's Skin, односно ова се вторите 10, со тоа што ова е режисерско остварување на Лучио Фулчи. Како да се приде на ирационалниот свет на Фулчи, во кој девојка сонува халуцинаторни LSD оргии, во кој го убива соседот и која се буди веќе има истрага за неговата смрт. Како што Фулчи го фрла кормилото во неговите филмови на рационалноста, така и Мориконе решава да направи турлитава на жанрови и стилови за овој хипнотичен микс да одговара на трансценденталните кошмари на Фулчи, кои што се прилично ирационални, но да содржи еден лајт мотив на пијано, кој се проткајува низ сите композиции, играјќи си со соул, со фанк, со джез, проверува и по некое гитарско соло, паралелно по едно на секој звучник слушаме, со осцилатори кои константно надлетуваат уште еден аспект на психоделичниот рок-н-рол кој што зема замав, едно фјужен ремек дело, кое завршува со свита наречена Алучио Фулчи, која ги содржи сите препознатливи елементи за ова каша попара од звук кој Мориконе маестрално ги владее. 12-тиот филм за оваа емисија е Short Night of Glass Dolls, за кој што можевте да слушнеме композицијата од 1971 година, Алдо Ладо, односно неговиот дебитански джијало филм, во кој што доктор кој што владее црна магија го потребува телото на љубопитниот новинар да ги подучи студентите на анатомија. Односно Мориконе започнува со еден меланхоличен и токсичен валцер, потоа мелодично ги помешува Ерос и Танатос на пулсирачки ритам, забележуваме контрастни жичани свити на опресионе и депресионе и пред се ова е скор во кој Мориконе се навраќа на поигрувањето со нервите на слушателот со гудачките инструменти и внесува магичен прислуг со звонци и перкашен за да го заврши делото повторно со опојниот и токсичен валцер. Си земам, композицијата која што слушаваме беше од Black Belly of the Tarantula, кој што истата година музиката ја работи Мориконе. За него 13-тиот филм е Four Flies on a Grey Velvet, односно последниот филм од таа трилогија анималистичка на Дарио Ардженто за рок-н-рол тапанарот, кој е следен од мистериозен човек со нож кој му го загрозува животот и при тоа го воведува во матните води на уцени и закани, како што доликува за еден филм во кој главната улога е рок-н-рол, му припаѓа на рок-н-рол музичар. Скоро содржи свита на прогресивна рок-н-рол композиција,
која во иднина ќе биде трейдмарк за Гоблин. Делото е поделено на неколку парчиња од таа свита, во која едно е со воздишки аналогни на прогонувач, со елементи на free jazz, поигрување на перкашен и една засебна блуз тема која ги прекршува свитите и ги го размрдува ова дело. Така што ова творба ги содржи рок-н-рол елементите во од една страна, како и авангардните аранжмански поигрувања во стилот на Варезе, кој што можевме веќе да слушнеме во претходните дела на Мориконе. 14-тиот филм е Who Saw Her Die од 1972 година на Алдо Ладо, филм во кој родителите го бараат убиецот на нината ќерка по венецијанските друмови. Од како со оглед на тоа што двигател на филмот е убиството на детето, нешто што е непоимливо за политички коректно полудениот свет, Мориконе композициите ги базира на детски хорови, што е комплетно морничаво, започнувајќи со детска песна која прогонува, а потоа на наредните додава дополнителна инструментализација, како што се виолините и ритам секцијата. Имаме брзозборки, детски песни, поигрување со полифонично напластување на гласови, со лев и десен звучник. Има многу прогонувачки решенија кои што се имплементирани во овој скор и буквално тука гласот го третира како инструмент и си поигрува Мориконе со него. 15-тиот филм е What Have You Done to Solange од 1972 година на Масимо Деламано. Джиало филм за серија на убиства на девојки во католичко училиште. Мориконе овој скор го започнува со меланхолично пијано, една елегична свита проследена со милозвучна мелодија на женски вокал, која пресекуваат виолините. Уште еден бисер во джиало скоровите на Мориконе. Дисонантните и какофонични авангардни потвати се воочливи во продолжението на самиот скор, засилено со френетичните дувачки инструменти, хаотичност која го одразува пред се безредието. На убиецот дури и еден свинг почеток на една композиција знае да го вовед да ескалира во овие експериментални води. Ова е многу богат и разнолик скор во кој има дури и фьюжн рок композиција, една циркуска нумера со повремени интервенции на нешто што би требало да е клавичембало, ако не ме лажат ушите. Во 70-тите тој ја работи музиката за Devil in the Brain на Серджо Солима, на работи на The Secret на Роберто Енрико, The Infernal Trio на Франсис Гиро, Спазмо на Умберто Ленси и Ленор на Хуан Луис Бунюел. 16-тиот филм за кој што ќе ви говораме преминува во филмовите кои што соработува самиот Мориконе со холивудската продукција, односно тоа е Exorcist 2, односно The Heretic, од 1977 година во режија на Џон Бурман. Продолжение на култниот филм на Вилијам Фридкин, од кој луѓе бегале преплашени од киносалите, во кој 16 годишната Реган е ставена на разновидни лабораториски испитувања во поглед на незиното тело кое е обседнато од демони. Кога Мориконе потенцираше дека не може убав скор да поправи лош филм, тогаш сигурно мислам на овој филм, затоа што овој важи за еден од најлошите во франшизата, кој е снимен само за да го капитализира успехот на оригиналот, што не се случи, затоа што има мизерна заработка и пропадна на бокс офисот. Без разлика на филмот, Мориконе не дозволил неговиот неквалитет да му биде инхибиција и буквално пука со сите куршуми. Од прекрасна елегична тема за Реган, до племенскиот призвук на Пазузу, крајности од милозвучните виолини на Interrupted Melody, до племенската Little Afro Flemish Mess, која е надополнета со црковно хорско пеење, до прогресивната и хипнотична Magic and Ecstasy и неколку вознемирувачки теми во кои виолините ги тенчат нервите на сите слушатели кои што се забележливи уште во неговите джиало композиции. Кон крајот на 70-тите го снима и Орка на Майкл Андерсон, Days of Heaven на Теренс Малик и Windows на Гордон Вилис, а 17-тиот филм за кој што ќе ви говорам е The Thing од 1982 година на Джон Карпентер, филм за арктичкиот се извинувам Ловкрафтовски хорор во кој истражувачите налетуваат на воземјански фосил.
Тука Мориконе за филмското ремек дело мора да прави музика и неговиот пристап е изненадувачки комплетно минималистички. Се потпира на добро извежбаната притаена тензија на жичаните инструменти и подлогата од дувачките за злото кое тлее и надоаѓа. Користи обоа и виолончела за да го долови клаустрофобичното белило на Антарктикот во кое што се затрупани ликовите. Во композицијата Contamination се трзаат со прсти гудачките инструменти во една несопирлива какофонија. Бестијалити, например, одскокнува од делото затоа што е грандиозна и помпезна, за да може Solitude да биде нејзин антипод. Синтот по кој препознаен Карпентер е забележлив и на самиот скор, каде што има помешани секвенции со оргули и може да се наслушне во композицијата Eternity. Имаме пулсирачка тема како што е Humanity, која е препознатлива за самиот филм и има подеднакво два значајни дела во кои што во вториот само е поагресивен во контекст на самите оргули, а синтот доминира во Sterilization. Двајца великани на врвот на кариерата се пресретнуваат и создаваат ненадменлива симбиоза на слика и звук. White Dog е филм кој што го работи од 82-а, истата година, 1987 го работи музиката за Control, а крајот на 80-тите го работи скорот за Frantic, во кој што доминираат синтовите, скорот за Rampage, Sonar аспектите, Casualties of War, воениот филм, и во 1994 го работи 18-тиот филм за кој што ќе ви говорам на Майк Николс, односно филмот Wolf, во кој Джек Николсон е каснат од врколак и се претвора во еден откако најпрвин се подмладува за да ја бркне Мишел Фајвер. Мориконе во овој филм се обидува уште од првата композиција да направи спој на милозвучните елементи кои ја символизираат љубовната нишка, кои па се пресечени од надоаѓањето на забрзаната мелодиска линија која ја пресекува. Слушаме меланхоличен звук кој тажно понира проследен со саксофоните, но неизбежна е употребата на клавичембало, кој што континуирано, хипнотично се надоврзува, и ударните инструменти, кои што доаѓаат брановидно и спласнуваат во голем број на композициите. 19-тиот филм за кој што ќе ви говорам е The Stendhal Syndrome од 1996 година на Дарио Ардженто. Филм во кој детективка глумена од Азија Ардженто паѓа под хипнотичен занес, обидувајќи се да го уапси садистот кој има силувано. Речеме дека Ардженто во 90-тите е во слободен пад на квалитет, но ако тој не може да понуди Greatest Hits, тука е Мориконе ја создаде една хипнотична насловна тема со прогонувачки женски гласови за подоцна авангардното поигрување на оркестарот ставен под пламен да се наслушне на ова дело, а прогонувачките гласови секој со засебен звучник се разбира, ќе го прогонат слушателот со нивниот забрзан говор во Да Карваджио а Каналето. Лајт мотивот на насловната тема во неколку итерации го има во самиот скор, а тука Мориконе користи и бас и тапани од рок-н-рол составите помешано со френетичната оркестрација, што па дава една уникатна симбиоза за звук. Во 90-тите снима музика за Лолита и U-Turn, а последниот филм за кој што ќе ви говорам во оваа емисија е уште еден филм на Дарио Ардженто, односно тоа е The Phantom of the Opera од 1998 година, кој заби уште еден колец во неговата филмска кариера со желбата да екранизира класични дела, започнувајќи со ова на Гастон Леру, што пак му дозволи на Мориконе да создаде преклопување на мелодиските линии на посакуваната оперска пеачка од страна на фантомскиот демнач во операта, применувајќи ги своите сега веќе препознатливи елегични партитури со разорен емоционален набој, евидентни уште од првата композиција. Скорот е комплетна оркестрација, што не беше својствено во нивната колаборација, затоа што експериментирањето на звукот со атипични инструменти за зголемување на тензијата и анксиозноста пред се беше нивно одбележје. Барем според мене композициите се прекрасни за слушање, филмот е ужасен за гледање, да е жив мајсторот на специјални ефекти што го спасува овој филм, но како што авангардноста исчезнува од музиката, така и на Ардженто му исчезнува желбата и волјата за докажување
зошто е мајстор на режисерскиот занает. Да не беше Мориконе, музиката на Ханс Зимер, Джери Голдсмит, Хауард Шор, Бернард Херман, Джон Вилијамс немаше да звучи така како што звучи. Металика од ден денес започнуваат секоја свирка со негова композиција, истото го прават Марс Волта, Мјуз, под влијание на овој композитор се и Radiohead, Dire Straits, Phil of the Nephilim, како што спомнав, Джон Зорн и голем број на други рок-н-рол бендови кои на најразличен начин наоѓаат метод да ја слават неговата музика, кои за разлика од неговите колеги не се толку зајадливи и со голема почит говорат кога е во прашање неговото дело. Енио Мориконе гостуваше и во Македонија со негов настап, го отвори 49-тото издание на Охридското лето 2009 година, ако не се лажам, со неговиот проект насловен Once Upon a Time in Macedonia. Едно од најреминесцентните музички имиња на композитори кои што создавале музика за филм, кој не напушти овој понеделник, човек кој што остави 500 филмови зад себе со негови ноти испишани кои никогаш не би звучеле така како што звучат, да не беше неговата желба и волја за истражување на димензиите на музиката, прекршување на правилата, создавање на нови, прекршување на истите, значи еден заљубеник во музиката и оркестрацијата, еден диригент кој што ужива да ја доближи убавината на неговите дела на самите слушатели и да направи еден нераскинлив спој со визуелниот печат кој што го имаат овие мал милион режисери со кои што има соработувано, и моја топла препорака се да ја слушнете музиката од овие 20 на филмови за кои што ви говоре во текот на емисијата. А за самиот крај ќе слушнеме малку подолг музички сегмент, со тоа што ќе слушнеме повеќе композиции за кои што ви говоре во овој сегмент, односно ќе слушнеме темата од Four Flies on a Grey Velvet, ќе слушнеме насловната тема од Who Saw Her Die, исто така ќе слушнеме Cosa Avele Fatto a Solange, ќе слушнеме La Stendhal Syndrome и две композиции ќе слушнеме од Exorcist, односно Regenstein и Pazuzu. Потоа ќе слушнеме Humanity и Contamination од The Thing, за да завршиме со овертирата на The Hateful Eight, одсвирена од чешката филхармонија. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 438 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте и композициите на Енио Мориконе, не бидете себични, почитувајте и препорачаните мерки за заштита на себе си и останатите, седете дома и гледајте филмови. Чао, чао.